колку и да се обидувам да пронајдам збор со кој ќе ја започнам приказната за него, неговите фотографии ја победуваат секоја моја мисла. Во галеријата од неговите уметнички експресии стојат ликови рамно гледајќи ве во очи, како оживеани статуи, скулптури, кои чиниш водат диалог право со твоите чувства. Овој човек, мајстор зад објективот, предизвикува да влегувам во душата на неговите дела. И тука почнува вртлогот од емоции. На првите зраци од изгреј сонцето, мистични и диви, моќни и елегантни, возбудени и полни детска љубопитност, уловени кристални погледи, питомосна срна и преплет на црн лебед пред љубовен танц. На полна месечина, една чудесна, магична привлечност од неговите фотографии и нашата воодушевеност. Горан Анастасовски, големиот уметник на портрети од животинскиот свет. Живеам од маркетингот, работам во маркетинг во Нова Македонија. Фотографијата ми е прва љубов, меѓутоа втора дејност. Како да кажам, не знам, ова прв пат го кажувам, меѓутоа прва љубов, втора дејност. Од нешто мора да се живее, бидејќи кај нас не може да се живее од фотографијата дефинитивно и затоа морам да работам нешто друго. Кога би бил негде на страна, сигурно дека би работел исклучиво фотографија и ништо повеќе. Неговите напати нестварни портрети влегуваат низ објективот во вашиот разум. И никогаш не се повторуваат. Туку се секогаш различни, иако сместени во истите ѕидови од кафезот. Спектакуларна серија од сепија која те тера одново и одново да го пиеш секој нов детал, години минати со леопарди, тигри, лавови. Овековечен миг на грациозност, моќ, крик и повик кон дивината, пренесувајќи ја целата драматичност и силно емотивни моменти на нежност, лојалност, како да сме во срцето на Африка. Колку денови ти треба за да уловиш мел, треба среќа. Значи, само среќа и ништо повеќе. Можеш да седиш 5 дена и леопардот да не. Сега има и, јас минатиот пат бев на една детска емисија, ни се смеја децата, сум научил некои финти, што се вика. Например, кога ќе во зоолошката, 10 минути ќе му зевам на лагот, јас, и ќе почне и тој да зева. Тоа и мене ме изненади, меѓутоа, кога видов дека функционира, сега на сите на леопардите на им зевам, и обавезно за 5 минути кога ќе им зевам, јас зеваат и тие. И децата се изнасмеа, заради можно е, вистина тоа функционира, меѓутоа за главните, за најубавите фотографии, секогаш е среќата. Јас дури многу пати има искачано по сите медиуми, имам фатено, бидејќи одам од рано многу од Сабајле зоолошката, не е отворена се уште, не сакам во гужвата да... многу пати имам фатено животни кои што се пораѓаат, ни вработените немаат појма. Значи не знаат кој ќе дојдат, јас им кажувам, викам се роди ова, супер, така да сега беше последно со Джиджи, имаше едно говедо, индиско говедо, претходно беше со јагнињата, она брауни, има едно срниче се роди, така да среќа, само среќа. Скоро е сосема иста нивната и човечката емоција. Чувството на грижливо мајчинство, нежност, прегратки, допири, припадност, посветеност. Овие диви мачки и моќни животни, Анастасовски умешно, со око на уметник, прецизно и експресивно, ги доближува и ги сместува во самата зеница од окото. Просто добивате силна желба да застанете меѓу нив, да ги прегрнете, да ги погалите, да ја почувствувате оваа необична нежност која доаѓа од големите диви животни и ве лепи како магнет до нив.
не знаеш што пренесувам додека да не почнаа коментарите да доаѓаат. Кога почнаа од сите светски медиуми кај што се објавувани да коментираат луѓе, дури и сам не бев свесен од некој си дел на Бразил што не сум чул во животот, ми пишуваат леле вакво нешто немаме видено, вакво од каде ова кај си ги сликало она, кој ќе им кажам дека се во зоолошка сите се во главном 99% се зачудени, меѓутоа им се допаѓа на сите и многу ги сакаат, ги гледаат. Мора да е прекрасно чувството кога на насловните страници од Daily Mail со големи букви ве нарекуваат крал на објективот. Неговите фотографии возбудуваат на Animal Planet, на CNN, на Telegraph, на Sunday Express, на магазинот Le Figaro, на ABS News. Тие се фотографии на неделата, на месецот, насловни фотографии. Кралот на објективот ги добива сите можни признанија за неговата уметност. Тоа ми е најдраго од сите интервјуа, затоа што не е се едно Daily Mail, не е ни било кој медиум, Daily Mail да пише дека си кралот на фотографијата, стварно ласка многу. Со еднаква љубов се обраќа и кон Скопје, кон убавините на Македонија, неверојатната исконска убавина, кањони и реки. Одам на матка, матка ми е, значи, неизоставен дел од фотографијата и матка е секојаш различна. Може 5 дена поред дојдете, секој ден е различна. И тука го наоѓам од прилика низ Македонијава. Нешто ретко кога ќе искочам на страна. Бев пред 2-3 години бев у Сплит службено и направив 10 фотографии и како ги објавив одма од Сплитски Таймс ми пиша може ли да објавиме историјата. Сакам да кажам од едно одење има таму фотографии што сликаат со години и поретко меѓутоа сликам и пейзажи. Плени неговиот колорит од убавата зацкриена и со парички накитена традиционална носија. Ситно навезени и богато украсени како дел од чеизот на преубавите девојки од Броштица. Како шарен калеидоскоп од бои кои не го познаваат времето. Зашто тоа таму стои под ниските тавани и ги покрива да не избега оваа детска невиност, чиста, искрена, небесна убавина на јуручките убавици. Првото објавување беше пред 5 години. Тогаш ја направив приказната со една невладина организација, ја правевме во селата и тогаш имаше одек и сега после 5 години страшно, значи беше и во Нова Македонија ке нас во матичниот весник и сите можни портали ги превзема и има многу убава приказка во тие луѓе. И убави луѓе се, пред се, убави луѓе. Ова е приказна за магијата на фотографијата. Конекцијата на душата, окото и објективот. Уловениот кадар и повторната емоција која не крши сите нас. Фотографија рамна на совршеност.